Колку точно народни пари ќе даде Македонија за министерскиот собир на ОПСЕ ќе се знае по завршувањето. Министерот Бујар Османи тврди дека ќе се потрошиле помалку од планираните 5 милиони евра колку што се обезбедени од државниот буџет. Според него немало ништо спорно во оваа фантастична сума. Требало да се земе предвид големината на настанот и тоа што други земји давале и до 8 милиони евра. Но Бујар Османи изгледа заборави дека Македонија има годишен буџет од само 5,3 милијарди евра, а јавен долг од повеќе од 8,3 милијарди евра. Првиот дипломат заедно со новинарите изврши увид на активностите во салата Борис Трајковски, за чие пренаменување од джебот на граѓаните испарија 1,8 милиони евра, кои завршија кај фирмата Евровија, еден од поголемите донатори на Демократската унија за интеграција. Бидејќи е најголемата операција, се разбира дека од прилика и трошоците се на некој начин дефинирани и однапред. И затоа при утврдување на буџетот ние имавме од прилика идеја колку ќе бидат трошоците. Дури според искуствата на другите држави се претпоставуваше дека самата конференција ќе чини околу 5 милиони евра. Ние сме далеку под тие средства. Нема никаква дилема, никаков сомнеш по однос на целата таа постапка. Најдомакински е постапено, согласно стандардите на ОПСЕ, запазувајќи ги домашните закони и процедури. На прашањето зошто Македонија ќе плати 960.000 евра за изнајмување автомобили се правда дека им биле врзани рацете, бидејќи цената ја утврдувал понудувачот, а на тендерот се пријавила само една рентакар компанија. Зошто? Вели Османи, прашајте ја фирмата. Договорот што го постигнавме со рентакар агенцијата е рамковен договор, како бекап план, како резервен план. Бидејќи ние мора согласно стандардите на ОПСЕ да имаме обезбедено возила за секој министер, за секоја делегација. И тоа од денот кога доаѓаат до денот кога заминуваат. Договорот е направен рамковен, што значи е утврдена цена по возило и по ден. И во договорот јасно стои дека Министерството нема обврска да ги користи сите возила, толку колку што ќе има потреба. Османи без конкретно објаснување за најскандалозниот дел, зошто државата ќе плаќа и двојно повисоки цени од пазарните. Исто комбе различни цени. За ова возило според тендерот МНР ќе плаќа 19.200 денари на ден без ДДВ, но едноставна проверка на интернет страницата на истата компанија покажува дека идентично возило обичен граѓанин би го платил 10.200 денари на ден или дури 150 евра помалку. Според договорот ќе се изнајмат речиси 35 вакви комбиња, па разликата во цена достигнува дури 315.000 денари или 5.000 евра. Слично е и со другите возила од договорот кој вкупно вреди 960.000 евра народни пари. Спротивно на пазарната логика, за голема набавка, наместо пониска цена, Бујар Османи ќе плати драстично повисока. Антикорупцијската комисија веќе најави дека ќе го проверува овој скандалозен тендер.